На повеќе места во Македонија, на плетенките од косата се закачувал коцел. Украс од исплетени плетенчиња од природна коса, но во повеќе случаи коцел од црни волнени рески. Во Кумановско, паралелно со коцелот, исплетен од плетенчики од природна коса, што се носел закачен за плетенките, за косата се закачувал и опаш, исплетен од плетенчиња од испредена козина, спуштен низ грбот во должина, достигал до петиците. На долниот дел плетенчињата се составувале во топчеста форма. Приле од црни усукани волнени рески, прикачени за плетенките, носеле невестите во кичевијата. Во должина достигало до петиците и било со иста должина како и невестинската кошула. Местото каде што се составувало со плетенките било украсено со низа од стари пари. Невестите во Скопска Блатија на своите плетенки закачувале коцел од црни волнени рески, долг како и претходниот, но прилично помасивен и потежок, а поради тежината со помош на јадица се закачувал и за појасот. Бил украсен со алови и црни китки и со наниз од стари метални пари. Освен на денот на свадбата и на првиот понеделник по неа, коцелот се носел само уште во време на 3 значајни прилики: кога невестата одела на саботнина, на празникот Прочка и за време на првата посета во родителскиот дом. Слично на овој пример. Во Мариово, како продолжување на косата, невестите носеле коцел или голем коцел, исплетен од црни волнени рески. Бил прилично долг и масивен, тежок. На денот на венчавањето се носел спуштен низ грбот. Поради тежината, околу половината бил пристегнат со 2 подвески, накитени со стари метални пари. По свадбата, долниот крај на коцелот со помош на јадица се закачувал за појасот над десниот колк и тука се носел. На овој начин, младата невеста го носела постојано 40 дена од денот на венчавањето. Носењето на коцелот продолжувало и до 1 година по свадбата, но само во случај кога излегувала надвор од куќата, како на пример во дворот, кога излегувала за време на празници и кога одела на гости. Големиот коцел, заданат за половината непосредно до стомакот. Според толкувањето на мариовците, младата невеста требала да го носи за да се навикне на тежина, односно за да не ѝ биде тешко кога набргу по венчавањето ќе стане тешка, односно бремена. Постојаното носење на коцелот до 40 дена од денот на венчавањето имало заштитно магиска функција за заштита од лоши духови и сеништа. Со иста цел било и носењето до 1 година по свадбата, односно до раѓањето на првото дете. Всушност, се верувало дека од тој период требало да бидат пребродени сите опасности што на младата омажена и се заканувале од секаде.